Со црковно-народен собир денес во манастирскиот комплекс Свети Георги Победоносец во Мала Речица се одбележа празникот посветен на светиот великомачени Георги, кај народот познат како Ѓорѓиц. Во присуство на верниците беше одржана празнична литургија во црквата, пошто беше извршен чинот на мал водосвет и режење на кумските колачи. Славни христијано наши, нас оправдивнија дароја. Нека е за многу години. Твоје сохрањај Во името на Отца, Сина и Светиот Дух, сега се. Амин. Денешниот празник е во чест на преносот на моштите на светиот великомачени Георги Победоносец од Никомидија во градот Лида Палестинска и обновата на неговиот храм во ова место. Тоа се случило во 4. век, бидејќи Свети Ѓорѓи по мајка, по родители, особено неговата мајка била привршена за градот Лида Палестинска. Тој пострадал маченички за време на царот Диоклицијан, каде што бил многу мачен, затоа се вели Свети великомаченик. Велик значи многу. Многу мачен од царот Диоклицијан, а бил бестрашен војвода, нему му биле дадени сите честови во Римската империја, како неустрашив борец, он бил прогласен за трибун. Трибун значи најголем војвода или генерал на војската кој што он ја предводел Римската империја под знамето на Диоклицијан. Но бидејќи не се сложувал со Диоклицијан во повеќе боговите што верувал он во политеизмот, он му ја изразил верата велејќи: Диоклицијане, постои еден Бог во три лица, тоа е Света Троица, Спасителот Господ Исус Христос, кој што не спаси, кој што на крстот ги положи своите раце и од крстот потече крв од неговото тело, за да ја прочисти и очисти сета нечистотија на космосот и на луѓето, за да преку неговата смрт, вели, ја победи смртта Спасителот и со неговото воскресение народот, луѓето, човештвото добие живот вечен. Лида Палестина. И таму е црквата посветена на Свети Ѓорги, и Свети Ѓорги се вели, кога ќе се поклонат на неговиот гроб, чуда твори, каде што слепи прогледуваат, неми прозборуваат, каде што многу бесови и болести, да е с краја и канцери, се излекуваат. И он миро точи, значи од неговите коски, миро избива. Миро, тоа е специјална смеса, каде што после христијаните со тоа миро се помажуваат за здравје. Значи мир му тече од неговите коски, од неговото свето тело. Паричките во славските колачи ги одредија кумовите за прославата на празникот Ѓурѓиц за следната година. Славица Ѓогова, за прв пат ми се паѓа. Восхитена сум, што да кажем, не знам ја. Здравје пред све. Јасминка Богдановска, прв пат сум денеска тука во овој прекрасен манастир, мило ми е, паричето што ми падна, многу сум возбудена, среќна, се надевам до година уште повесело ќе ни биде. Игор, исто како минатата година. Повторно ми се падна паричето, значи втор пат. Јас сум од Свети Николе, не сум од Тетово, ама еве за празникот сум тука. Да помогне Господ на сите. Држи Христо. За многу години сите желби на сите, со здравје. Многу сум радосен. Јас сум Матеја Атовиќ од Брвенца. Прв пат ми се допадна паричето. Многу сум радосен дека ми се допадна прв пат паричето.
Манастирскиот комплекс Свети Георги Победоносец во Мала Речица во овој момент е стожерот кој ги обединува верниците од Тетовско, затоа што сите преку иницијативниот црковен одбор несебично вложуваат труд за негово целосно возобновување. Вака би сакал на сите православни верници да им честитам празникот Ѓурѓе Муке. Како што гледате, после осветување на манастирскиот дел Свети Ѓорѓе Победоносец во Мала Речица Тетово, се помасовно и помасовно ни дојѓаат православни верници. Како може да видимо и почесто ни дојѓаат и млади генерации кои за нас е голем успех. А ние како црковен одбор продолжуваме со градба на манастирскиот дел. И понатамо ќе продолжиме. Им честитам уште еднаш на сите православни верници и ги замолам што почесто за да можат да го осветуваат ова свето место во манастирот Свети Ѓорѓе Победоносец во село Мала Речица. За верниците во црковната трпезарија беше приредена и братско-сестринска трпеза на љубовта од страна на годинешните кумови, која ја благослови прота Предраг Исаевски.